Почитуван подпредседател, колешки колеги пратеници, почитуван заменик министер, многу почитувана македонска јавност. Денес на пленарна седница предлог на закон за изменување и дополнување на законот за работните односи по скратена постапка, секако со европско знаменце. Ќе се потрудам да направам една кратка ретроспектива како ние дојдовме до денешната пленарна седница. 8 март 2023 година е склучен договор помеѓу Влада на Република Македонија и Бехтел и Енка компанија за изградба на автопатишта. Договорот до денешен ден, освен неколку највисоки партиски функционери во СДСМ и ДУИ, никој го нема видено. Јас сум еден од тие пратеници кои што го немам видено договорот. Пратениците од опозицијата го немаат исто така видено договорот. Не го видел ниту заменик министерот за труд и социјална политика и тоа јавно го призна на седница на Комисијата за европски прашања. 2. Поради тој договор, вреден 1,3 милиарди евра на слепо, а тоа на слепо значи нешто вака, нешто што не може да се види, ние сме принудени да менуваме неколку закони во Република Македонија. Поради тој договор кој што го немаме видено. Еден од тие закони е законот за работните односи. 3. По моje мислење, длабоко убедување, започнува промена на општествениот систем во Република Македонија. Тоа е почеток на промена на општествениот систем. Се поставува прашањето кон што тежнееме сега ние, кога на еден дел од територијата на Република Македонија, каде што ќе работат градежни работници, ќе важи закон во кој што закон, начинот и местото на исплата на плата е во рацете на министерот за финансии и министерот за труд и социјална политика. А на цела територија на Република Македонија ние сите останати ќе одиме по законот, каде што законот се знае каков е законот за платите. Со тоа се урива се руши се и не се почитува одлуката на Уставниот суд. 4. Широко се отвара вратата за експлоатација на работниците. И ако беше старт работната недела 40 часа, и ако беше дефинирано согласно закон, и недела неработен ден, и силни фанфари, и постојано повторување дека власта се бори за правата на работниците, сега што правиме со ова предлог законско решение? Не се ниту 60, не се ниту 72 часа, почитувани колешки и колеги пратеници. Се работи за нешто многу сериозно. Има почеток, крај нема. 5. Пред неколку дена видовме почеток на работни активности на автопатска делница. Почетокот траеше неполни 2 часа. Благодарение на јаката механизација се пренесе од едно најверојатно на друго непознато место и сега нема, толку беше. Почетокот е толку, 2 часа. 6. Зошто се прави ова? Зошто се прави сето ова? Мојот одговор е одговорот на цела македонска нација, без разлика на вера, националност, е дека тоа се прави за лично богатење на определена мала група на луѓе, високи партиски функционери во ДУИ и СДСМ. А нивниот изговор на таа мала група е дека ова се прави, односно целта е непречено извршување на работните задачи во законски предвидените рокови. И неминовно овде го поставуваме следното прашање. Па што ве спречуваше изминатите 6 години да градите автопатишта?
Сега доаѓам овде од Комисијата за европски прашања, реков дека една педа автопат нема. Ако имаше една педа изградено, че имаше сигурно Чочек, втори дел. За тоа што че мораше тоа така силно и снажно да се прослави. Како претходната власт, предводена од ВМРО, градеше автопатски делници со овој закон? Како не му сметаше? А самата Фела го даде одговорот. Почитувам пратеник, ние работевме во смени. Во смени. Брилијантен одговор, ние работевме во смени. Тоа е одговорот на стручната Фела. За жал народот и стручната Фела никој не ги праша, ниту ќе ги праша за овие предлог законски измени. Ниту синдикатите. Секој ден реагираат луѓето, за жал, од другата страна, партнерот дефиниран во Уставот, не ги слуша. Тие се затечени, исто и тие, како и сите ние овде, го немаат погледнато договорот. И сега можам да замислам какво е нивното запрепастување од сето ова што се случува и за недела неработен ден, и за времетраењето на работната недела, и сите оние измени кои што се дадени со ова. Во изминатиот период, почитувани колешки и колеги, многу слушавме за Европскиот фронт. Јас сакам да прочитам една мисла од евроамбасадорот. Сметам дека со должно почитување кон него треба да знаеме какво е неговото размислување за тоа што постојано, секој дневно велиме дека има екипа, Европски фронт, другата екипа не била за Европа. Почитуваниот евроамбасадор вели овака: секогаш употребата на европското знаменце треба да се направи по претходна вистинска консултација меѓу сите политички партии. Кога е во прашање усогласувањето на некој закон со ЕУ легислативата. Тоа го вели евроамбасадорот, тоа се негови зборови. Ја не познавам друг поголем репрезент на Европската Унија од евроамбасадорот. Ќе ми простите, ако вие знаете, па ве молам, кажете ми. Тоа се негови зборови. А ние постојано, наназад неколку месеци, зборувавме за европски пат. И сега јас сум во голема недоумица. Кој европски пат, почитувани мои? Или назад 130 години пред извојувањето на 8-часовното работно време, таму ли ќе се позиционираме ние? За тоа ли беше целокупната борба? Би сакал да завршам дека за мене, сакам тоа да се нотира, овој договор представува договор да се продолжи лагодниот живот на високи партиски функционери од ДУИ и СДСМ во иднина, да си ја обезбедат својата иднина. Ете, на тоа се сведе договорот. Ако барате доказ, проверете во договорот и видите ги исплатите последната недела. Ви благодарам.